Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во уште едно интервју од серијалот Утринско кафе со градоначалникот. Денес се наоѓаме во општина Новаци, во кабинетот на градоначалникот Стефче Стефановски. Добро утро. Добро утро, добре дојдовте. Добре ве најдовме, како сте? Добро, фала му на Господ. Така. Одиме напред. Ви благодараме што не примивте во вашиот кабинет и ни давате можност да поразговараме малку за општина Новаци. Па да почнеме со тоа. Би ве замолил да направите на кратка лична карта кои се главните карактеристики на општина Новаци. Општина Новаци е една од 9 општини кои припаѓаат на Пелагонискиот плански регион, се наоѓа во југозападниот дел на Македонија, по површина една од најголемите општини во државата, со вкупна површина од околу 800 км квадратни, за жал една од најретко населените. На нашата територија се наоѓаат скоро сите природни богатства, односно почнувајќи од Пелагонискиот армичарскиот дел, каде што голем дел од нашите жители се занимаваат со земјоделско производство, имаме дел од најплодната пелагониска почва. Во голем дел од територијата на општината имаме ридско-планински предели, каде што се идеални за развој на сточарството и голем дел од нашите земјоделци се занимаваат токму со оваа земјоделска стопанска гранка. И на голем дел исто така од површините, од планинските предели имаме шуми, богати шумски фондови, каде што се исто така идеални услови за развој на шумарството. Покрај тоа, на наша територија се наоѓа и еден од најголемите електроенергетски капацитети во државата, рек Битола, кој што ја произведува најголемиот процент на електрична енергија во државата, што значи дека изобилуваме и со минерални богатства. На повидок ли се работи на формирање индустријска зона во општина Новаци? Кажете ни докаде е таа процедура и кога би можеле да очекуваат жителите на Новаци првите инвеститори? Така е, во овие изминати 3 години од кога сум јас градоначалник и новиот состав на Советот и администрацијата, интензивно работиме на развој на индустријската зона, што впрочем и беше едно од моите ветувања пред гласачите. И имајќи предвид дека имавме трансформација на локална централна власт и голем дел и недоразбирање со централните институции кои што беа во тоа време, а зависевме од некои бирократски документи кои што требаше да ги добиеме од таму, имавме макотрпна работа во областа на добивањето на документацијата за изградба на индустријската зона во Новаци. Меѓутоа, сите тие пречки и препреки ги надминавме. Во овој момент се наоѓаме на интензивна фаза на градба, односно веќе во моментот се работи на изградба на главните делници кои што ќе ја поврзуваат индустријската зона, проекти кои што вредат многу пари, кои што се надевам дека во иднина ќе донесат економски развој на општината, со тоа што, како што споменавте во прашањето, да, имаме многу заинтересирани потенцијални инвеститори кои што сакаат да вложат во нашата општина, како од земјава, така и од странство. Па се надевам дека за скоро време и дел од парцелите ќе бидат продадени и наредна пролет, ако дај Господ, ќе имаме и нови инвестиции и нови вработувања за жителите на нашата општина, а секако и за жителите од целокупниот Пелагониски регион. Сами споменувате дека последните 3 години, што ќе кажи влегувате во последната година од мандатот, па би ве прашал колку сте задоволни од првите 3/4 од мандатот и дали имате амбиција за уште еден мандат? Имајќи предвид како наследив општина пред 3 години, како ја наследив на општината, која што беше во катастрофални услови, презадолжена, можам да речем со цел буџетот, со сума од околу 1,5 милиони евра во минус, што за една општина како Новаци, со скромниот буџет кој што го поседува, беше голем предизвик да се надминат тие проблеми. Меѓутоа, со домаќинско работење, со правилно инвестирање, со правилни насоки, ја вративме општината во правилна кондиција, онаму каде што е местото на општина Новаци, и работиме на сериозни проекти кои што ќе донесат развој на целокупното општество во нашата општина.
Општо е познато или општ печаток е меѓу граѓаните дека воглавно општинската администрација, не само општинската и државната администрација, некако се продолжи на рака на политичките партии. Како тоа функционира во општина Новаци? Дали има дискриминација по партиска линија или пробувате да ги балансирате работите и да се председе на прво место биде За професионализмот жал, на луѓето? имајќи предвид овие минати неколку да наречем децени од самостојувањето на државата, тој тренд секако како и во општина Новаци, така и во сите државни институции се случува. Која партија ќе дојде на позиција, си вработува своји луѓе. Па во минатото се случуваше да имаме и разни дискриминации по однос на партиска припадност. Меѓутоа, во овие 3 години, еве јас во мое име да кажам, сега можеби ќе ги прашате администрацијата, меѓутоа јас можам да кажам дека таква дискриминација не сакам да постои, надминато е тоа. Имаме во администрацијата луѓе кои што биле вработени по партиска линија, било од која и да е политичка партија, меѓутоа за мене сите представуваат едно исто, односно ние сите сме овде заедно да работиме за доброто интересот на граѓаните. На крајот на краистата, граѓаните ќе си го кажат своето и нивниот впечаток е најважен, а ваша должност е да работите, да ги именувате тие работи, затоа што на крајот на краистата таа една од работите зарад кои што на почеток, како што спомнавме, па и младите луѓе најмногу ги одвлекува, веќе ги брка од држава. Едноставно на сите им е преку глава. Треба конечно да се сплотиме и да работиме сите заедно за добробит. Токму така, значи еве и сега ние комплетно во целата држава сме една нова генерација, релативно помлада генерација на политичари кои што работиме во таа насока, да ги вратиме младите, да го задржиме овој тренд што се случи ова бела чума во државата и во регионот, на иселување на младите и образовани квалитетни кадри, тоа да го вратиме, да го стопираме, па и да работиме во насока да се вратат сите наши квалитетни луѓе да работат за доброто на татковината, да работат за доброто на Македонија. И токму и јас, како еден дел од мозаикот на татковината, работам во таа насока да направиме поквалитетни услови за живот, да го зголемиме стандардот на нашите луѓе, а со тоа да направиме можности да го стопираме трендот на иселување и да ги вратиме квалитетните луѓе да се дојдат тука, да работат на собствената земја, на собствената грудка. Да смениме малку тема и да одиме сега кон општинската каса. Се ближи крајот на годината, што значи треба да се крои буџетот за 2025 година. Колку општина Новаци ги организира оние форуми, буџетски форуми, колку граѓаните се заинтересирани да учествуваат на тие форуми и како доаѓате до информациите што е најважно за граѓаните за да би ги ставили во вашите приоритети во програмата? Во изминатите 3 години од кога сум јас градоначелник на општината, работиме максимално да ги слушнеме потребите, проблемите на луѓето и да ги внесеме во секој следен буџет, за да можеме да му го подобриме квалитетот на живот. Значи, како што споменавте, токму така работиме и со организирање на форуми во кои што во различни категории ги собираме жителите и ги слушаме нивните потреби. Покрај форумите кои што ги организираме како еден облик на добивање на информацијата од тоа што најповеќе им е потребно на жителите. Јас исто така ги посетувам и местните заедници во директен контакт со местните заедници, односно со селата, каде што директно ги слушам проблемите на нашите жители и покрај тоа, заедно и со Советот, го креираме целокупниот буџет кој што го правиме да биде во насока на развој на општината и секако дека врвен приоритет ние да ослушниме гласот, проблемот и предизвикот на жителите. Така, дали пред јавните расправи за буџетот има јавни настапи на општинските функционери по местни заедници, по населени места и едноставно да вршат некаква едукација на населението како би се освестиле повеќе за нивниот придонес во креирањето на буџетот. Па добро, нашите луѓе се веќе информирани, ние јас имам и таков обичај и таква навика да ги посетувам од време на време местните заедници и да поразговарам малку со жителите, а на тој начин може би во неформален разговор ќе ги добиеш
информациите кои што нив ги тангираат и му се потребни да ги решиме проблемите на било кое населено место, а покрај тоа исто така ги информираме на директни средби со становци каде што ги предлагаат своите проблеми, ги предлагаат проблемите кои што во иднина треба да ги решаваме. Околу буџетот уште едно прашање само во каква кондиција е буџетот на општина Новаци оваа година и какви се очекувањата за неговата реализација, во колкав процент очекувате дека би се реализирал? Во почетокот на разговорот ви кажав дека првата година имавме големи предизвици во балансирањето на буџетот од причина што од претходното раководство имавме непродуктивни расходи кои што ни доведоа големи долгови и така натаму. Оваа година буџетот ни е во одлична кондиција и планираното и реализираното. До овој момент, еве скоро средината на ноември месец, сме со реализација од околу 75%, до крајот на буџетската година ќе имаме реализација можеби повеќе од 90%, а тоа значи дека имаме добро испланиран и добро и реализиран буџет. Не беше последно. Колкав е процентот на буџетот на општина Новаци кој што црпи кој што се пополнува со дотации од централната власт? Со дотациите од централната власт, значи некаде околу 50% од буџетот ни е дотација од централната власт, во конкретно значи тоа се плати за образованието и плати за градинките. Така, тие го сочинуваат некаде половина од буџетот. Другата половина е наш буџет, односно општински, основен буџет. Дали имате информација колку ученици има општина Новаци? За жал, еве од година во година трендот на учениците се намалува, како на жителите, така и на општините. Да, меѓутоа, еве во овие неколку години успеавме и тука да направиме некаков баланс. Правиме вложувања во образованието разни, можеме да се пофалиме дека имаме едно најопремените основни училишта со сите можни помагала на учениците. Во овие 3 години, секоја година на четврто одделенците им обезбедувам таблети за непречено одвивање на наставниот процес, кој што го бара од тоа одделение па натаму, што е реткост во државата. Од оваа година, еве со гордост можам да кажам дека можеби сме единствената општина во државата која што им обезбеди оброк на сите ученици од прво до девето одделение. Значи сите ученици од прво до девето одделение имаат оброк, избалансиран оброк по сите нутритивни мерки. Значи работиме максимално да направиме што поквалитетни услови за образование на нашите деца и во тоа мислам дека успеваме. Во моментот прашавте колку ученици имаме околу 180 ученици во основното образование од прво до девето одделение. Една многу интересна работа која што особено по руралните и по помалите средини во ова држава е малку потешко да се спроведе од властите, а тоа е наплатата на комуналните такси и даноците од општина Новаци, како стои со тој? Во однос на наплатата на комуналните такси и даноците немаме проблем, имаме добра наплата, околу 90% имаме наплата од данокот на имот, но тој не е главниот извор на финансирање на општината, затоа што сите рурални општини не име тоа главен извор на финансирање, тоа може би во урбаните општини главниот извор на финансирање данокот на имот. Меѓутоа, во однос на наплатата сме добри. Сега сакам да разговараме малку за нешто кое што е од суштинско значење за општина Новаци, каде што огромен дел од населението е вработено таму, работи, сака да работи и истовремено е еден од најголемите загадувачи и според зелената агенда до 2030 година велат да биде затворен како капацитета, тоа е рек Битола. Дали има начин и да се модернизира и да не се затвори за да остане како тоа е добро, значи да имаме голем производствен капацитет на струја, да имат граѓаните еден индустријски објект каде што ќе гледат можност за вработување и да не загадува истовремено. Покрај тоа што рек Битола е еден од најголемите капацитети кои што ја произведува електричната енергија во државата, тој е чинитело на социјалниот баланс во однос на електричната енергија во целата држава.
токму тоа што го налага европските регулативи да ние во иднина го транзитираме од фосилната енергија да преминеме на обновливите, на зелената енергија, сепак тоа е голем предизвик за нас и не би било едноставно така тоа само со зборови да го решиме, туку треба да действуваме, односно што е можно повеќе да влијаеме да РЕК Битола го продолжи својот работен век, да се модернизираат блоковите на начин што би се намалило Филтри на оджаците. Филтри или начинот на експлоатација на јагленот би се намалил, би се редуцирал, би се ставил во нормала, со што би можеле да го продолжиме уште неколку години работниот век на РЕК Битола, зборувам за 10-15 години, а паралелно на тоа да се работи на негово обновување или транзитирање во некој друг облик на енергија и секако луѓето кои што работат таму, а добар дел од жителите се наши, жители од нашата општина, како и од соседните општини, треба да изградиме услови заедно, ние како држава и како чинители на политиката, да им создадеме идеални услови на луѓето да се преквалификуваат и работат на соодветни работни места, каде што би добивале соодветни плати над сегашните, па и подобри. Во таа насока треба да работиме, а секако треба да се прилагодуваме кон зелената агенда. За крај би сакал да поразговараме за нешто кое што е многу суштинско за информираност и она што на почеток го спомнавме за едуцирањето на граѓаните, а тоа е транспарентноста на една општина. Колку општина Новаци обрнува внимание да биде транспарентна, да биде отчетна, да ги на својата веб страна да ги споделува сите информации кои што се од суштинско значење за незиното работење и нормално граѓаните да можат да имат увид на тоа како во овие години обрнуваме големо внимание на транспарентноста и се трудам да бидам што е можно потранспарентен, а впрочем и анализите кои што ги прават релевантните институции во оваа насока го покажуваат тоа, дека во овие 3 години ние скокнавме од рангот на подпросечно транспарентни на едно од најтранспарентните општини. Со гордост можам да кажам дека сме една од 20 најтранспарентни општини во државата. И не ми одговоривте кога ве прашав, имате амбиција за втор мандат? Не би било нескромно ако речем дека немам, затоа што сакам да работам во интерес на луѓето, затоа што во овие 3 години започнавме некои проекти кои што барат поголем временски период за целосна реализација, за она што ми беше замислено и зацртано како градоначалник. Секако дека сакам да работам во интерес на граѓаните, меѓутоа да сме здрави и живи, па ќе видиме како ќе биде. Градоначалник, ви благодарам за разговорот, ви посакувам многу успех во иднина и пред се тој успех ќе биде бенефит за жителите на општина Новаци. Ви благодарам и на вас. А со вас се гледаме во следно интервју од некоја друга општина на Пелагонискиот регион.